Следуваат најновите вести на Слободна ТВ. Студентите ќе продолжат да добиваат субвенциониран оброк по старите критериуми до март следната година, а дотогаш работна група со представници на студентските сојузи и МОН ќе изнаоѓаат систематско решение за нов закон за остварување на ова право. Пред собранието вчера беше организиран студентски протест поради поднесениот предлог од група пратеници со кои се менуваат условите за добивање субвенција за оброк, кој по реакциите е повлечен од собраниската процедура. Се протестираше за подобрување на условите во студентските домови и унапредување на студентскиот стандард. На средбата во собранието меѓу студентите од универзитетите, пратеници и министерот за образование и наука Јетон Шакири, а на која присуствуваше премиерот Димитар Ковачевски, беше договорено субвенцијата да биде по старите услови и исплата ретроактивно од септември по 120 денари дневно, а во меѓувреме да се бара долгорочно системско решение од март 2023 година. Во однос на барањето за подобрување на условите во студентските домови, министерот рече дека ќе се разгледаат каде е состојбата најпроблематична за да може најитно да се интервенира. Во однос на затоплувањето на студентските домови, премиерот Ковачевски изјави дека доколку има потреба за догревање, Министерството за образование и наука заедно со Министерството за економија ќе постапи онака како што е направено за прехранбената индустрија и за другите витални функции во државата. По реакциите во јавноста беше повлечен од собранието предлогот на група пратеници за измени за остварување на правото на студентски оброк, кој беше на дневен ред на пленарната седница закажана за во среда. Во предлогот беа сменети досегашните критериуми за субвенциониран оброк, според кои студентите не треба да бидат корисници на стипендија од МОН. Правото да не важи за абсолвенти и за студенти чии родители земат плата поголема од минималната. Студентите од повеќе факултети вчера протестира пред собранието и со транспаренти искажа незадоволство од условите во студентските домови и скромните оброци кои ги добиваат. Председателот на владата Димитар Ковачевски денеска ќе се сретне со европратеничката и лидерка на прогресивната алијанса на социјалдемократи во Европскиот парламент Ираче Гарсија Перес. Прогресивната алијанса на социјалдемократи во Европскиот парламент брои 145 европратеници и е втора по влијание група во парламентот. Се залага за социјалдемократските вредности, а приоритети се обезбедување на основните социјални права за секого, праведен даночен систем, промоција на еднакви можности, фер третман за мажите и жените и борба против сите форми на дискриминација, инклузивна дигитална унија за Европа и чиста и достапна енергија за секој европски граѓанин. Од денеска започнува обврската за поседување на задолжителна зимска опрема во возилата. Без оглед на моменталната временска состојба, возачите се должни во своите возила да поседуваат зимска опрема до март следната година. Обврската е пропишана во член 361 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, каде е наведено дека моторните возила и мобилните машини кои учествуваат во сообраќај на пат во периодот од 15 ноември до 15 март задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема. За непоседување на зимска опрема пропишана мандатна казна во износ од 45 евра во деневска противредност. Светските лидери денеска и утре се среќаваат на годинешниот самит на Г20 на индонезискиот остров Бали. Главната цел е да и се помогне на економијата да се опорави по коронавирусот, но и тензиите околу војната во Украина, кои би можеле да бидат попречувачки фактор. Г20 е клуб на земји кои се состануваат за да разговараат за плановите за глобалната економија. Земјите од Г20 сочинуваат 85% од светското економско производство и 75% од светската трговија. Членки на Г20 се Аргентина, Австралија, Бразил, Канада, Кина, Франција, Германија, Индија, Индонезија, Италија, Јапонија, Мексико, Русија, Саудиска Арабија, Јужна Африка, Јужна Кореја, Турција, Велика Британија, САД и представници на Европската Унија, односно администрацијата во Брисел. Шпанија е секогаш поканета како гостин, а рускиот председател Владимир Путин нема да присуствува на самитот. Руската делегација ќе предводи шефот на дипломатијата на таа земја Сергеј Лавров. Прашањата за кои дискутираат лидерите на Г20 се движат од економија до климатски промени, одржлива енергија, меѓународно олеснување на долгот и оданочување на мултинационалните корпорации.
Францускиот претседател Емануел Макрон побара од кинескиот лидер Си Џинпинг да интервенира кај рускиот колега Владимир Путин со цел да го убеди да се врати на преговарачка маса за да се спречи ескалација на војната во Украина. Макрон, кој во Индонезија учествува на самитот на лидерите на групата 20 индустријски најразвиени држави во светот, смета дека кинескиот лидер има се уште авторитет да влијае врз Путин. Претседателот на Франција го повика кинескиот колега да ги обединат силите против војната во Украина, истакнувајќи дека стабилноста во светот исто така е во интерес на Кина. Русија е позаинтересирана да го користи својот газ како оружје, дури ако тоа значи да го уништи наместо да го продава, како одговор на западните санкции против нејзината инвазија врз Украина, обвини денеска претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Москва ја прекина испораката на газ за Европската унија претходно оваа година како одмазда за санкциите воведени поради инвазијата врз Украина. Гледаме дека Русија го гори својот газ наместо да го продава, рече фон дер Лајен за време на првата сесија на годинешниот самит на групата водечки светски економии во Индонезија. Ги следевте најновите вести на Слободна ТВ.